ова пресконференција е викната за информацијата која што ја поднесов минатата недела. Значи, тоа е еден специфичен документ со кој што јас барам да се отвори расправа во собранието за ситуацијата со депонијата во општина Кочани. За жал, заради роковите на собранието, нема да се најде на оваа седница денеска на 12, но ние очекуваме и се надеваме дека нема да има обструкции од владеачкото мнозинство и дека ќе се најде на седницата на 21, која ќе има исто и претенички прашања. Значи, можеше владеачкото мнозинство да направи напор, минатата недела да се обработи тој документи да стигне на дневен ред, но не се надеваме дека ќе стигне на 21 овој месец. И сакам да информирам јавноста дополнително дека освен информацијата со која што барам овој документ да допре до очите и очите на јавноста, поднесов и амандман на предлог буџетот за 2024 од 1.000.000 евра, со кој што барам со тие пари да се искористат за да се реши проблемот на Кочанчани. Значи, тие бараат ограда, значи тие пари да се искористат да се направи соодветно оградување на депонијата, обезбедување со камери, со чувар и останатите пари да се искористат за сервисирање на машините и купување на нови машини на јавното предпријатие Водовод, кое што треба да стопанисува со депонијата, кое што е во очајна состојба. И понатаму сакам јасно и гласно да кажам дека се оградуваме и се оградуваме од секој обид да се квалификува овој протест како партиски, дека има партиска позадина. Ја бев минатата недела таму на лице место и ви кажувам дека нема. Значи, тоа е еден чисто граѓански протест, каде што меѓу луѓето владее една невидена сплотеност и решеност да дојдат до решение за нивниот горлив проблем.